Добро вечер и добре дојдовте во 177-то издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. Вечерва комплетно ќе бидеме посветени на случувањата на 28-то издание на фестивалот на филмска камера Браќа Манаки, кој минатата недела, поточно од 25 до 30 септември, се случуваше на вообичаеното место во Домот на културата во Битола. Би рекле уште едно стандардно продолжение на фестивалот со добар избор на наслови во официјалната конкуренција, стотина студентски наслови во паралелната програма, работилници и гости од различни земји и различни професии. Токму двете најзначени и најголеми имиња гости оваа година на Браќа Манаки се и добитниците на наградите за животно дело, кинематограферот Анатолиј Петрицки и продуцентот Бранко Лустик. Со доделувањето на Златната камера 300 на овие бардови на светската филмска уметност и започна овогодинешното издание на фестивалот, а започнува и вечерашниот Филмополис. Одиме по ред, старт! Без големиот плакат на широк сокак, без огномет и специјално сценарио и воопшто без голема помпа, помина не само отворањето на овогодинешниот фестивал Браќа Манаки, туку и останатите 5 фестивалски денови. Сепак оно што првата вечер ја правеше специјална и возбудлива се двете главни причини, премиерата на македонскиот филм Превртено и доделувањето на наградите Златна камера 300 на великаните на светскиот филм Анатолиј Петрицки и Бранко Лустик. Нивното присуство во Битола му даде тежина на 28-то издание на фестивалот, докажувајќи дека организаторот добро си ја извршил домашната задача. Почитувани дами и господа, имам особена чест од името на Друштвото на филмски работници на Република Македонија да му доделам оваа награда на Анатолиј Петрицки. Благодарам. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто постарался найти меня. Би сакал да благодарам на сите оние што сме поварени најдоа мене. Привести сюда в Битолу. Да ме донесат тука во Битола. Те, кто помогает мне здесь, в Битоле. Сите оние што ми помагаат овде во Битола. Ну и, конечно, за этот чудесный приз. И секако за оваа чудесна награда. Он недаром называется «Золотая камера». Тој не се вика Златна камера. Потому что именно камера кормила меня почти 50 лет в кинематографе. Затоа што камерата ми е возможност да живеем 50 години. Специјалната награда Златна камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност оваа година му беше доделена на веќе споменатиот хрватско-американски продуцент Бранко Лустик, кој стои зад филмовите Козара, Неретва, Лимениот барабан, Изборот на Софија, како и за добитниците на Оскарот, Шиндлеровата листа и Гладиатор. Дами и господа, филмаџи, пријатели, среќен сум што оваа година века со нас е човекот кој што можеби колегите од филмот го знаат од соработката заедничка, на повеќе пати се навраќа во Македонија. Битолчани може да го знаат додека шеташе по битолските улици по широк сокак, додека снимаше и бараше локации за снимање на Писмејкер. Јас го знам прво по зборувањата на татко ми за соработката со овој голем човек, а потоа имав среќа и јас да соработувам со него. Ќе му врачам оваа награда со надеж дека ќе соработува уште со многу генерации и дека ќе дојде пак во Битола, во Македонија, да работи уште поголем филм. Ми е драго да сам овде, фала пуно на овој награди и драго ми да не е награда за животно дело, jer to значи да могу још да радим. И могу вам речи да, кога сам некој ме рекол, заправо се чудим да вас има оволико овде. Jer u Zagrebu, kad sam rekao da idem u Bitolu, svi su rekli, kaže,
Bitola, moj roden kraj. Kako mi u Zagrebu, Bitola, moj roden kraj, kako vas ima toliko? Секоја година организаторите на Браќа Манакис се обидуваат прикажувачката програма на фестивалот да содржи барем еден македонски актуелен филм. Оваа година коцките фино се поклопија и публиката, жирито и критичарите можеа да уживаат во премиерните проекции на Јасомо Тито Велес на Теона Стругар Митевска, краткометражниот Метаморфози на Александар Поповски, како и на македонската премиера на Превртено на Игор Иванов, кој официјално и го отвори фестивалот. За политиката, сексот, порокот е поднасловот на Превртено, снимен според вториот дел од романот Папакот на светот на Венко Андоновски, кој заедно со режисерот фигурира и како косценарист на филмот. Превртено неколку дена потоа, односно во петокот, ја доживеа и скопската премиера во Милениум, каде овие неколку недели ќе се задржи на репертоарот на ова кино. Да видиме што се случуваше на премиерата на Превртено во Битола и какви беа првите импресии по неа. Одиме! За души. Не пио малко алкохол. За душа на мајка ти пичка ти матер. Поголемиот успех со краткометражниот игран филм Бубачки, кој се закити со неколку светски фестивалски награди, првиот долгометражен филм на Игор Иванов Изи, Превртено, работен според вториот дел од романот Папакот на светот на Венко Андоновски, по светската премиера летово на фестивалот во Карлови Вари, ја доживеа и својата македонска премиера, отворајќи го фестивалот на филмската камера. Речи се целата екипа на филмот присуствуваше на премиерата во Битола, кој наредниот период, освен на редовниот репертоар во киното Милениум, ќе го продолжи својот фестивалски живот во Валенсија, Котбус, Сао Пауло. Почитувани пријатели на филмот, ова е авторскиот тим на Превртено. И сакам од сцената на овој фестивал уште еднаш неизмерно да им се заблагодарам за авторскиот труд во овој филм, како и на сите вас, останати членови на екипата присутни овде во салата вечерва, за сите кошмарни и прекрасни денови поминати заедно. Му благодарам и на Друштвото на филмски работници на фестивалот Браќа Манакис за оваа прекрасна прилика, а најмногу на сите кои работеа, го помагаа и веруваа во она што вечерва ќе го гледаме. Кога го пишував романот Папакот на светот, верував и понатаму верувам, се разбира дека Македонија е папокот на светот, а не е слепо црево, како што обично артикулираат на Балканот или на Европа. Да не ве збуди насловот Превртено. Иако сме ние папокот на светот, кај нас е се превртено на глава, што е одлична стратегија, затоа што покажува дека ако нешто е превртено, еднаш мора да се исправи. Превртено е приказна за Јан Лудвиг, кој припаѓа на загубената транзицијска генерација во нашето општество. Неговиот панкерски став кон животот го доведува до безизлезни ситуации во кои не може да се реализира себе си. Со суптилно решени сцени, дел од нив можеби и предолги и непотребни, кои содржат одлична фотографија која скопските темни сокаци ги доведува на ниво на било која урбана светска метропола, Превртено претендира да остави впечаток на идентификација на публиката со многу моменти во него, алудирајќи на хаотичното и безсмислено време во кое живееме. Јас се обидов да направам филм кој ги обединува сите наши генерации. Мислејќи на мене, тебе, господинот зад камерава. Условно сите ние кои бевме и се уште сме на асфалтот на нашиот град, да речеме од почетокот на 80-тите па до денес и можеби некоја година понатаму. И токму заради тоа амбиентацијата во филмот е таква, ги содржи сите наши времиња одеднаш во едно ново време, и сите наши простори низ кои пораснавме, целата амбиентација на сите наши времиња на едно место и така е овој филм поставен. Добре, си го видела ли ти ова? Препород? Национален спас правда, не? Пред да го видиш ти. И веруваш ова? Мислиш дека сум малумна? Политички памфлет. Мора нешто да пишу.
Зашо го правиш тогаш? За пари? Што за пари? Не Што знам. за пари, бе? Му ја буташ количка да му носиш гуска, му го дркаш за пари така. Добро, мојот лик во филмот е метафора на се она што го носи традицијата како негативно и против што се бунтуваат младите генерации, затоа што тоа е главна кочница за нивниот развој и за евентуално развивање на нивните идеали. Сигурно пишуваш и песми. А најдобро да си останеш дете цел живот. Што им фали на децата? Пари. Да имаат пари, ќе се прокурваат. Ќе започнат војна за секунда. Јан Лудвиг е класичен анархист. Анархист може би поблиску до панкер, отколку до некаков класичен анархист. Да речеме анархист од нашето време. И нема никаква врска со рок-н-ролот. Има врска со таа нема спин, нема основна животна интенција. Нема што да го води напред овој карактер. Сплетот на околности го става во една инка, од инката во циркусот. Циркусот е надвор од овој свет. Филмот нуди сето она што не е превртено. Го нуди апсурдот во кој живееме, на испревртени морални вредности, сето она што недостасува, за да бидеме едно фино граѓанско општество и да имаме некаква илузија и надеж дека системот на прави вредности некојаш ќе се врати. Многу повеќе за превртено во следното издание на Филмополис, во кое ќе гостува режисерот Игор Иванов Изи, со кого надолго и на широко ќе помуабетиме за сето она што представува ова дебитанско остварување за него, за македонскиот филм и публика, за Јан како анархична личност од нашата околина. Емисијата ја продолжуваме со пресконференцијата за краткиот филм Метаморфози на режисерот Александар Поповски. Се работи за филм инспириран од делата на Овидиј и Данил Хармс, кој ова лето се снимаше на локации во Скопје, Прилеп и Битола. Според Поповски се работи за урбан европски филм кој го содржи духот на Цепенков. Во Метаморфози играат српскиот актер Сергеј Трифуновиќ, словенецот Тадеј Тош и домашните Никола Ристановски, Тони Михајловски и Ирена Ристич. Инаку ова краткометражно остварување е еден вид алтернатива за режисерот Поповски, кој оваа година требаше да го снима Балканот не е мртов, според текстот на Дејан Дуковски, но Македонското министерство за култура и продуцентите не најдоа заеднички јазик. Метаморфози е еден процес и со Метаморфози се бавам последната година, пред се прво со книгата на Овидиј, која што ја направив драматизацијата прва и работев представа по неја во град, а потоа и тоа излезе и потребата да се направи овој филм, кој што во себе ја содржи, ова што го кажуваш ти, го содржи тој абсурд и содржи еден тип на хумор. Тука се поврзува со Хармс, својствен на кога едноставно преку тој хумор се обидувам да ги видам работите, бидејќи се ова друго би било премногу страшно, толку се премногу темно. Ми се остави нешто што и порано сакав да го направам, а тоа е да спојам некои актери од различни простори со кои што сум имал можност да соработам и со кои што сум бил задоволен. И оваа екипа од Тетмина, еден од Словенија, еден од Србија и тојца од Македонија. И многу убаво кога ќе го видам, да речеме, Тони со Сергеј како игра или Ирена со Тадеј
Никола се даде и тоа создава еден друг тип на хемија. И се ќе беше во ред со пресуд за метаморфози, доколку не паднеше збор за музиката во филмот, односно за несоодветниот звук при проекцијата на филмот во салата, пропуст што се провлече и при прикажувањето на Превртено, што модераторот на пресуд и селекторот на фестивалот Благој Акуновски го оправда со тоа дека слични работи се случуваат и на големите фестивали. Ниту можам да бидам анархоиден до крај оваа земја, бидејќи тонот кој ќе го пушта така лошо, ниеден панкер не може да биде панкер со таков лош тон. Така да Нешто се случува од време на време со кабината, не знам тоа. Веројатно ќе се коригира тоа. Не се дрогира да толку да му се снеди. Тоа што успеа да го направат, да го одвојат вчера тонот, тоа му се на Кирил Джајковски, кој што рече тоа е невозможно. Тоа е такво споено да е невозможно, он мора да направи контрафаза у ова за да успее да го одвои тонот. Проблемот е што проектираат од DVD. Знам, ама има имавме проба и на пробата се си беше како што треба, така да дали е DVD, бета или Но се случуваат тие технички работи на поголеми фестивали, а нека е тоа утеха. Главно филмот не го видовме. Како ме спакува тоа е само објективно. Па и со филмот на отворање за се слуши. Слушнав се, тоа мисле дека и значи ќе го поправат. Сепак пресуд за метаморфози заврши во добро расположение со неколку збора за естетиката и белиот витез кој ќе не спаси. Јас не го гледам како експеримент. Јас на тој начин работам. Што е моја некоја естетика која што ја сакам. А втора работа е мислам дека и тоа се трудам да го направам, дека во овој момент на сите ни е потребна убавина, нова убавина. Не сум сигурен дека на италијански се вика белеца, нова белеца. Или ренесанса. Или ренесанса, да. Јас сум многу уморен исто од овие последни 15 години од темната страна. А парламентот ни прави така циркузи. И се обидувам да бидам бел витез. Значи се обидувам да ја барам убавината, не по секоја цена, ама мислам дека во светов ќе победи оној кој што ќе донесе нова убавина, кој што ќе не научи повторно и да сакаме и да веруваме во љубов и да веруваме во убави работи. Бидејќи се ова друго и го знаеме, улицата ја знаеме и ништо не се менува во село тоа и се подлабоко влегуваме. Така да во таа смисла апсолутно се согласувам и се обидувам преку својата работа да раскажам приказни кои што во себе имаат нешто светло. Фала ви многу на Метаморфози е вториот македонски наслов на браќа Манаки во Битола, а третиот својата премиера ја доживеа во петокот во централниот термин 20 часот. По светската премиера и наградата на Сараевскиот филмски фестивал и по прикажувањето на филмскиот фестивал во Торонто. Второто целовечерно остварување на Теона Стругар Митевска, Јас сум Тито Велес, имаше можност да го види и домашната публика. Додуша она фестивалската, но според најавите овој филм по широката јавност ќе може да го види на големото платно за непол месец. Приказната за трите сестри ја прикажува Митевска во поинакво светло, за разлика од првенецот како убив светец, во кој изгоре во желбата што поуспешно да ја пренесе приказната за транзицијските ни времиња. Она што воодушевува во Јас сум Тито Велес е работата на белгиската кинематограферка Виржин Сен Мартен, и токму затоа овој филм беше дел од 12 филмови во официјалната конкуренција на браќа Манаки. Одиме со премиерата на филмот и со впечатоците по неа. Славице! Славице! По дебитанскиот филм Како убив светец, кој Теона Митевска го снимаше со директорот на фотографија Ален Маркоен. Овој пат таа со новата соработничка, белгиската кинематограферка Виржин Сен Мартен, се представува во сосема поинакво светло во остварувањето Јас сум Тито Велес. На македонската премиера присуствуваше голем дел од екипата на филмот, видно возбудени бидејќи домашната публика е најмеродавната при оцената на филмот. Вечерта е важна вечер за нас. Пред се затоа што е македонска премиера на овој филм кој пред се македонски.
Tonight is a very important night for us, mostly because it's the night of a Macedonian premiere, the film I Am from Titovelis, which is a Macedonian production. Голема е чест да нашиот филм биде одбран во надпреварувачката програма на фестивалот и да сме дел од програма на извонредни филмски остварувања. Без бакнеш. Зашто не зборуваш? Јас сум од Тито Велес е приказна за едно дисфункционално семејство во која фигурираат ликовите на трите сестри Афродита, Сафо и Славица. Тешкиот живот во загадениот град, како и повремените сценаристички провокации со егејското прашање и неможноста да се дојде до виза, предизвикуваат машно чувство во стомакот, но прекрасната фотографија на Сен Мартен го прави сето тоа поподносливо. Of course, it's about Tito Velez story. Then it's more easy to shoot in Velez. But Velez is a very interesting town because this is a very photogenic town. It's not such beautiful or such ugly. Yeah, you have a mix in it, and it's very interesting to shoot it because you have all thing, modern thing, and also the light in Velez during the night is very interesting because everybody changed the bulbs. And they put the yellow bulb, the green one, and it's very beautiful. But nobody knows. Just because I'm DOP, I checked it. Јас сум многу инспирирана од локацијата, многу сум инспирирана од секојдневието, од нели тековниот живот. Велес ме фасцинира во секој поглед, визуелно, исто во однос на символика, Тито Велес, во однос нели на таа некоја индустријска историја и што се случува денес и нели фактичката ситуација денеска во Велес, така да нели тоа е милјуто на самиот филм, тоа е позадината, тоа е нешто што има директен ефект врз трите жени, трите главни карактери, врз нивната фамилија. Велес е присутен. Мислам дека за овој филм навистина бев многу внимателна, бидејќи во првиот филм на Теона како би светец направив многу грешки. Затоа што сакав во исто време да бидам продуцент и да глумам главна улога, тоа не одеше. За овој филм навистина реков има многу тешка улога и 6 недели пред да започнеме со снимање престанав да се бавам со продукција, бидејќи морам да признам дека една од најтешки улоги кои сум ги работела, самиот факт дека не зборуваш, ако глумец си научен својата експресија, своите чувства да ги кажуваш преку зборови, беше многу фрустрирачки, но во исто време толку многу научив за себе како актер. Петар Мирчевски ми кажа, Теона, ова е навистина женски филм, али многу машки. Мислам дека има многу пораки, мислам дека навистина има нели социјални, општествени, прелеани со женски свет, но мислам дека на крај на краиштата нели ја носи пораката дека Афродита верува во нешто подобро, верува во своите соништа, верува дека утре ќе биде подобро, верува дека оди во свет каде што подобро ќе се снајде и ќе живее отколку во овој свет во кој што е сега. Јас сум режисер по професија, пишувам сценарио, ете. Мислам, голем ми е предизвик, али ми е потребно доста време. Ја мислам дека ова сценарио го пишував си на се година и пол. Зборувам многу отворено за тие егејски прашања, с фамилијата од кај што доаѓа потекнува од Егејска Македонија. Многу отворено зборува за сето тоа. Мислам дека тежината и големината е во тоа. Мислам дека овој филм дефинитивно можеш да го видиш два пати, за да ги сватиш сите тие, бидејќи е пролеан нели со убавината на пейзажот, со убавината на карактерите, но има и некои мали приказни кои доаѓаат со цел тој пакет и товар кој самото семејство го носи и секој од сестрите го носи. Види сега дали колку е овој филм автентичен, сепак е драма, сепак е една измислена приказна за три сестри, али во секој случај важно ми е истражувањето, важно е да колку повеќе знаеш за тоа за што зборуваш, толку си мислам дека толку е поуспешен крајниот продукт.
И крајот делото го краси. Во последниот дел од 177-миот Филмополис одиме со доделувањето на наградите Златна, Сребрена и Бронзена камера 300, за кои оваа година одлучуваше жирито во состав председател Кароли Мак, унгарски режисер, и членовите Филип Бергсон, британски филмски критичар, Сергеј Станојковски, македонски режисер, Матијас Мац, германски кинематографер и Марек Добеш, чешки режисер и сценарист. Да го видиме нивниот избор, но и другите лауреати оваа година во Битола, со краток осврт кон филмовите добитници на наградите. Со тоа ќе го заокружиме вечерашното издание на Филмополис, со најава дека и следниот понеделник во истиот термин наша главна преокупација ќе бидат македонските остварувања со директен поглед врз домашното творештво, кое последниве години бележи каков таков квантитативно квалитативен подем. Поздрав! Пред да преминеме на главните награди, ќе направиме вовед со студентските награди. Тричленото жири на чело со председателот Мари Кристин Малабер и членовите Линденка Петрушевска, филмски работник, и Александар Крстовски, кинематографер, оваа година едногласно одлучија. Имавме една радикална и точно определена позиција во однос на наградите. Pour un film qui s'est imposé dès le premier jour. Уште од првиот ден имаше еден филм кој што се наметна. Et donc de donner les trois prix au film belge de Silent Bodies. И решивме токму на тој филм да ги доделиме сите три награди. Се работи за белгискиот филм Тивките тела. Беа прикажани 24 филма, значи беа прикажани филмови од 2 од Белгија, 2 од Германија, 4 од Македонија, имаше 2 од Америка, од Грција, значи неколку од тие можат комотно да се споредат со професионални краткометражни филмови. Одлуката да ги даеме сите три награди на еден филм беше малце тешка. Меѓутоа е нелогично да даеш ти најдобра режија на еден филм, најдобра камера на друг филм, а да даеш најдобар филм на трет филм. Значи, ако филмот е добар, мора да има добра камера, добра режија. Многу логично. А белгискиот филм се наметна уште од првиот ден како еден од посериозните кандидати. И конечно доделувањето на главните награди. На овој свечен чин присуствуваше и покровителот на манифестацијата, председателот на Република Македонија Бранко Црвенковски, кој освен дружбата со филмаџиите, го гледаше и филмот на Газ Ван Сент Паркот Параноја. За впечатоците по проекцијата, господинот Црвенковски не беше расположен за изјава. The jury decided to award the Bronze Camera 300 to the film Paranoid Park. А токму кинематограферот на Паркот Параноја Кристофер Дойл ја доби бронзената камера 300 од страна на 5-членото жири на фестивалот, но тој беше единствениот кој не беше присутен во Битола за да ја прими наградата. The Silver Camera 300 goes to I am from Tito Bellis. Сребрената камера 300 заслужено ја доби кинематограферката на Јас сум од Тито Велес, Виржин Сен Мартен, која на сцената примајќи наградата пушти и по некоја солза. This silver camera, I feel quite flattered and quite shy, and I'm very happy. That's my second one. I have received one in Roma for the young DOP of Europa. I don't remember the name of the person, actually. A love affair with Nathalie Baye and Sergi Lopez. Пред да преминеме на првата награда, да споменеме дека беа доделени неколку почесни. Градоначалникот на Битола Владимир Талевски, на јапонскиот кинематографер Хидео Накано, за филмот Таговна шума му ја додели специјалната награда на општина Битола. Потоа Мосфилм од Русија му додели специјална награда на кинематограферот Лука Бигаци за филмот Исчезната звезда,
а жирито со специјална диплома го почести унгарскиот снимател Габор Медвиди за филмот Долина. И на крајот, куриозитетот на фестивалот, првата награда Златна камера 300, која ја поделија двајца кинематографери, што беше прокоментирано дека организаторите ги ставило во непредвиден трошок. Како и да е, носители на првата награда оваа година во Битола се хрватскиот кинематографер Драган Марковиќ за филмот Живи и мртви и чешкиот Јаромир Шофр за филмот Му служев на англискиот крал. Ко фали? Ne znam ja šta je normalno. Znam samo da smo svi uključeni. Ja sam se priželjkivao broncu. Ali znači mi stvarno puno. Znači mi, kao što sam i rekao, znači mi puno u životu. Ovo je moj prvi igrani film i puno godina, 16 godina sam čekao da poslije akademije da snimim prvi igrani film. Što je u neku ruku i bilo, kak se zove, dobro, jer kad toliko čekaš, onda i dođu godine i onda ti je, nema kompromisa. It was tension, kind of tension, and it was exciting to wait for the final decision of the jury, because there were more very quality cinematographers' achievement in this festival, in this 28th issue of Manaki Brothers Festival. So I was in tension, and finally, when I was learned that I'm one of the winners, I'm really happy.